минатата епизода откривме едно место кое сите не остави бездив, место кое плени со својата монументалност и мистериозност. Значи, се наоѓаме на локалитетот Тоцов камен и продолжуваме со откривањето на неговите тајни. Како што кажа нашиот водич Вангел, денот се ближи до својот крај, но возбудата и адреналинот што ни ги крева ова место не ни дава да си одиме пред да видиме се што тој крие. Така да си жив и здрав. Ама патот гледај како е назначен. Камен, камен, камен и сега овде кој ќе застаниш, таму е поплочено. Лелече. Не е така. Да бе, гледаш додека. Од тука веќе почнува поплочување. И сега ќе го проследиме тој пат. Тој води таму кај што треба. Океј. Гледаш горе. Значи, еве го централниот пристап до светилиштето. Значи гледаме светилиштата. Кое сакате земете го исток-запад имаат. Кокино беше исток-запад, ова исток-запад. Сега низ источниот влез од изгреј сонцето одиме натаму, така? Сигурно имало нешто по Да. порта. Да. Гледај. Да. Станува збор за монументална порта. Значи треба да се сними до едната и од другата страна. Гледаш дупки дека има на двата камења? Да, имало. За порт. За порта. Сакаш порта Влае, сакаш порта Буњаковец, ете тие работи. Еве, овде имаме на едната и на другата страна зарамнети површини, веројатно за некаква сликарија или не знам што. Сега одиме понатаму, така? Еве првата скала. Одиме понатаму. Еве овде остаток од Делкан цилиндар. Ева, патеката не води. Погледajte. Низ цел пат. Сега влегувате во мистеријата. Иницијација, просветлување. Одите нагоре. Патот и понатаму си работи. И сега внимавај кај стасувате. Остаток од големата мајка. Мајка, да. Ево, ќе застанам на средина на јазов, на ова одделување на карпите, и то точно на таа карпа оди. Зошто е така, тоа ќе проценуват. Овде, ова е некој сад, луѓе. Значи, овој дел е отцепен, овде има длабнатинка, очигледно станува збор за некој сад. Можно е, значи сега вака, има две предпоставки, бидејќи ова овде со мов, ова е цепнато, и ова овде, значи, станува збор за жртвување, значи жртвеник. Од тука, од овде, истекува крвта, се разлева и така натаму. Значи, тоа е. Значи, внимавајте дека овде, било покриено. Може би тоа е, да речеме, ефект. Таму природно се собира вода. И таа низ бранчиња, затоа што многу повеќе личи на тоа. Значи, естетски ефект е на жуборење, да се постигне тоа. Гледате како вода паѓа тука. Значи, таму нема логика да се скали, бидејќи почнуваат од премногу високо. Многу наблиску се. Да, значи, тука е логиката дека тоа е за естетски ефект на жуборење на вода. И вие кој ќе дојдете овде имате една друга атмосфера. Така, значи, се создава шум. Тоа е иззидано, ова е израмнето плато. Значи, тамо била карпа, овде го израмнувале. Тука има зидано и израмнето. Од ова место, кое е поставено на средина, точно удира на тој камен тамо. Ова е наоѓалиште кое е апсолутно неистражено. За ова само знаеме дека го има. Многу е малку публикувано, многу малку за него зборувано. Значи, според тоа, не можеме за тоа да било што да коментираме. Единствено овде инситу што ќе најдеме, тоа може првата асоциација да биде изнесена. Многу е важно да се знае дека ова суштество и да се предизвикаат луѓето конечно да посветат внимание на овој бисер на светска архитектура. Ова е до тоа светилиште. Таму видовме до тоа, така? Ќе го најдеме патот, луѓе. Оно јас што пробав до тие најгорните е
Не, ова не води никаде ова. Таму, овде, се пристапува само од овде, преку овие скали, таму и преку тие скали таму. Значи, не знам што да ви кажем, ако сакате да ризикуваме па да пробаме од тука, па кому иде? Еве ги скалите што водат веројатно до тоа најголемото светилиште. Да се качиме? Ама оддолу. Оддолу, ајде. Може ова карпа не се лизга, може да фатиме ние. Се лизгавно, ти вика ќе пробам. Ајде да пробаме. Ајде дури има сонце луѓе да фатиме таа работа. Ајде. Наидуваме на уште жлебови, каде што некогаш стоеле греди од градби кои го покривале ова светилиште. Продолжуваме внимателно нагоре по стрмата карпа. Овде мора да се дојде за да ги видиш скалите. Многу прецизно направени. По најдобрите стандарди. И овде постоеле сега овде од одливање на водата малку се излижани, но тие се скалите. Многу јасно назначени скали. Еве ти ги тука пред тебе. Еве ги. Страшно нешто. Погледај ги овие столбови со иста димензија. Еве го еден. Еве го два. Еве го три. Еве го четири. Еве пет. Со уште еден двостолб до него. Еве го шест. Еве седам. Значи, пази што се случува. Ова светилиште има свој пронаос, односно припрата да речеме, и внатре е светилиштето. Ова, кој ќе погледнеш тамо, веројатно преубаво украсени столбови дрвени се креваат нагоре и го надкриваат овој простор. И сега, например, ти раскажуваат анасази култура и така натаму. Анасази култура е во периодот која е кај нас среден век. Тоа е анасази култура. А ова... Еве ти. Пази го овој поглед одовде. Пази каков поглед. Кој е ова чудо? Ајде, одете. Ова чудесија луѓе. За ова нема, никој не знае. Не знаеме дури ни ние, македонците, што имаме. Одиме. Веќе се стемнува, но ние сме пред самиот врв на карпата и не се откажуваме. Ни остануваат само уште неколку метри до краја. Ги користиме скалидата што жителите на ова место ги направиле пред илјадници години. Возбудени сме што одиме по нивните стапки, иако времето го направило своето, па и не се толку лесни за качување.
Иако е најстар член на оваа екипа, веќе се качи на врвот и победнички прославува. Полека пристигнуваме и ние. Нозе да се слегува, да? Значи со раци и со нозе да се подпираш, па некако да се спуштиш. Ајде. Тоа ти е знакот на сонцето. Тој го имаше и на други места, само ете не стасавме да имаше поинтересни работи. Тоа е веќе видено, нема. Тоа е извонредно, но еве ти го пак ако сакаш. Да. Целата форма на карпа. Даде. Гледај се вама. 1, 2, 3, 4, 5 во круг поставени носачи кои покриваат одреден простор. Интересно се овие ниши што се на повеќе места ставани, во кои веројатно нешто се ставало, се цртало или нешто кој е тоа. Сега само не очекува уште патот надолу. Ако мислите дека беше тешко да се качиш до врвот, се лажете. Симнувањето се покажа како најтешкиот дел од оваа експедиција. И повторно, Вангел е прав. Добре, само фармерките. Се е во ред. Можеме да продолжиме понатаму. Овие птици како да ја насетија нашата мака, па кружат наоколу, очекувајќи можна гозба. Фрламе еден последен поглед на ова мистично место, хипнотизирани од неговата монументалност, и тргнуваме дома. И точно на време, затоа што сонцето само што зајде. Оваа експедиција започна со не толку веселе лица, но возбудата и тајните што ова место не ги откри, не ги веат и насмевките.